Во ова видео за промена сакам да ви покажам, односно заедно да видиме нешто позитивно од државава и за државава и околу државава. Се работи за една боенка за млади и возрастни. Меѓутоа сакам да ви ја покажам заради тоа што не е најобична боенка за возрастни како што сме виделе. Туку се работи за colored memories или обоени спомени која што наноси на патување низ цела Македонија и ги боиме во суштина регионите и најразлични работи од Македонија. Доаѓа во вакво пакување, значи е одлична за да си ја купите за дома да ја имате, меѓутоа е одлична за подарок. Многу често кога доаѓаат луѓе од надвор, не знам што да им подарам и сега ќе знам. Обично кога е вака нешто убаво запакувано, ми е жал да го отварам. Тоа што одма можам да го видам е дека како графички дизајнер можам да приметам колку е паметно решението на корицата и колку одма потсеќа и кажува се. Ајде вака е подобро да видиме. Значи обоени спомени, едукативна боенка и туристички водич за млади и возрастни. Ова е во суштина првиот од ваков тип во Македонија. И е интерактивна боенка, не само боенка. Кратка содржина, вика бојки ги спомените, убавините на главниот град и блиската околина, сонце, тајни пораки, икони и нешто повеќе, мозаик приказна, езерско уживање и трошатка од крушево до Велес. Секаде има и англиски превод, што е многу добро за луѓето кои што не се од овдека, сакаат да си ја купат за подарок или ако сакаме да ја дадеме за подарок. И самиот предговор е напишан и на македонски и на англиски. И одма почнува убавините на главниот град и блиската околина. Ќе започнеме како што е редот, од главниот град, Скопје. Како центар на случувањата, во него има голем број знаменитости и места што треба да се посетат. Можам да приметам дека одма е како некој другар да ти пишува и да сака да те прошета низ неговиот град. Напишано баш како кога јас би шетала некој странец низ Скопје. Одма има слика од липите и вика кога Скопје мириса на пролет. Одиме понатака, символот на градот Скопје. Историски поглед кон градот. Баш можам да приметам дека се именувани интересно, не е пишано само камени мост или не знам Скопско кале овдека, туку баш интересни називи има и ми се допаѓа тоа што приказните се кратки и веројатно концизни. Скопската тврдина или Скопското кале е историска тврдина лоцирана на високиот Рид, именуван како градиште. Ова дури и јас не го знам, а во Скопје сум порасната. На кратко се кажани некои информации кои што баш треба да се знаат, еве дури и јас не ги знам, дури за луѓе значи што се од овде, убаво е да си ја имаме и да си прочитаме и да си се релаксираме боеки. Ската чаршија, место за сите. Баш ми се допаѓаат овие илустрации, интересни. На здравје. Дали е тоа Дебар Мало, да. Боемска улица. Ми се допаѓа. Значи ми се свиѓа тоа што не само што се ставени пример овие знаменитости, него еве баш има и вакво нешто. Боемска улица, Дебар Мало, кањонот Матка, аквадуктот, мотив сан. Јас ова прв пат гледам и читам. При истражувањата на македонската текстилна орнаментика посебен интерес предизвикува кружниот мотив сан. И јас научив нешто ново. Точното време на старото Скопје. И овдека имаме еден интерактивен дел каде што баш е интересно. Ова е предземјотресот и поземјотресот. Баш интересно. 31 буква во јазичната татковина. И почнуваме со друг дел, вели сонце, тајни пораки, икони и нешто повеќе. Гледајќи ја вселената, Кокино, поглед кон сонцето, легендата за камениот град, исто така нешто многу интересно.
Има еден куп работи да се прочитаат и да се обојат. Колку интересно би се боела оваа птица. Сигурно и пишува како точно се вика. Јас одамна корморани ли се вика? Чекај да видиме. Да, корморани се, еве ги, вели. Традиционалниот начин на ловење риба со помош на птици корморани. Yes! Значи, од едната страна имаме црква, од другата страна имаме џамија и двете се поврзани и внатре кога ќе се отворат има внатре фреските и веројатно ова е покривот на двете. И многу интересно. Дури, значи графичкиот дизајнер во мене ова многу го обожава. Видете колку е значи продолжуваат од едното на другото листовите, дури и на такви детали се е пазено. Браво, браво. И ова сакав да го видам. Македониумот во Крушево. И интересен момент е ова, значи и како буквално како да стоиш на прозор внатре и да гледаш надвор. Ајде да боиме. Ќе ги обојам тврдината Маркови кули и ќе ви прочитам во меѓувреме што пишува за Марковите кули. Вика: Маркови кули го представува некогашниот средновековен град на легендарниот владетел Крале Марко, уствари, син на кралот Волкашин. Тврдината која се издигнува над Прилеп е една од најстарите градби во земјата, обкружена со стрмни падини покриени со монументални гранитни карпи. Пишува колку се стари и така натака. Сега, по тие падини стрмни и гранитни карпи, јас се имам пентарено и се имам искачено до Марковите кули. Значи, ова е едно од ретките места во книгава која што ги имам посетено и баш онака се осетив гордо на себе си дека го имам посетено и затоа одбрав да го обојам токму ова. Можам да кажам дека ова дефинитивно ќе ме мотивира да прошетам повеќе и да видам повеќе од државава, затоа што имаме стварно толку многу убави работи во државава што не ги цениме, ги взимаме за здраво за готово, а од странство кога ќе додат луѓе се воодушевени со природата и со се што имаме овдака. Така што дефинитивно и за нас како едукативна алатка супер начин да се истражи државата и да се види што може да се види, да се дознае малку повеќе за се во ова. Интересно ми е да се бојам. Че да видим на другава страна. Топ, ништо не се познава. Јас дефинитивно ќе си ја прочитам и ќе си ја обојам целата. Ева и овдека ќе си пишам дека е моја. Чекај со каква боја да си ја пишам. Леле, возбудена сум. Ќе си пишам дека е моја. Ќе си го пишам моето име, а ако го давам некаде за поклон, можам да го пишам името на личноста. Има еден куп интересни работи, јас би оставила на вас да ја доистражите, затоа што не сакам се да ви покажам, за да ви биде и вас интересно како што мене ми е интересно. Можете да ја купите во било која книжара, тоест во најголемиот дел од книжарите ја има и може да се нарача онлайн преку Инстаграм во приватна порака. И ќе ви ги тагнам долу да ја видите и да ја истражите и да ја истражите Македонија заедно со водичот кој што го има во текстот. И во нареден момент нема да има потреба да се мислите што да подарите на некого или ако одите во странство можете да ја однесете како подарок. Дефинитивно има многу голема вредност во овие 150 на страници. Читајте ја, подарете ја. Навистина е нешто многу креативно и не секојдневно за кај нас.